Fairplay на телевизија Телма е она што вие го следите и јас се надевам дека сте пред се во добро расположение, но и дека ние заедно со нашиот тим ќе придонесеме тоа во следните минутки да биде и уште подобро. А соодветно на овој датум на кој што не следите, во Fairplay денеска гостува една успешна дама која што е дел од домашната спортска сцена. Таа е поранешна кошаркарка и репрезентативка на Македонија, долгогодишна професорка по физичка култура во Средното економско училиште во Скопје, делегат на кошаркарски надпревари, а во моментов ја носи функцијата на председателка на Федерацијата за училишен спорт на Македонија. Со неја ќе разговараме за кариерата, за тоа како е да се биде успешна жена која што и така добро функционира на домашната спортска сцена. Меѓутоа ќе зборуваме и за наставни кои што ни престојат, а се многу важни за младите и за учениците во Македонија кои го сакаат спортот. Скопје и Македонија во месец април ќе бидат домаќини на светското првенство во ракомет за ученици до 18 години и во машка и во женска конкуренција, а нашите ученици ќе се надпреваруваат и на меѓународното спортско надпреварување спортски игри за млади, чии што амбасадори се познати звучни спортски имиња кои беа во Скопје за официјално ние да станеме дел од тоа големо семејство. Имаме многу теми, имаме интересни теми посветени и на жените, но и на младите во спортот, затоа се надевам дека нема да го смените каналот и дека ќе останете со нас на Телма. Еве сме назад во студиото. Две се нашите можеби главни теми на денешниот разговор. Тоа е светското првенство во ракомет за ученици во средните училишта, на кое Скопје и Македонија ќе бидат домаќини. Втората тема се спортските игри за млади, од кои што Македонија и официјално успеа да стане дел, што значи дека нашите ученици, нашите млади спортисти ќе можат да ги одмерат силите со нивните противници кои што се дел од регионов или од светската сцена. Меѓутоа со мојата гостинка ќе зборуваме и како е да се биде жена во светот на спортот, кој што можеби се уште малку барем за нијанса повеќе машки свет, но без разлика на тоа, иако можеби поретко имам дами кои што гостуваат во Fairplay заради се што веќе наброев, ќе слушнете и за некои исклучоци за тоа како може кога човек си ја сака својата работа, сепак успешно да стои рамо до сите овие луѓе. Често задоволство ми е да ја посакам добри ден на мојата денешна гостинка, а тоа е Елена Мицковска. Елена, здраво и ова е официјално добри дојде во студиото на Телма и Fairplay. Здраво Јана, ти благодарам на прекрасната најава првенствено и на поканата да бидам дел од оваа прекрасна емисија. Долго ве гледам и навистина е за поздравување. Се надевам дека на гледачите ќе им приредиме навистина интересна емисија. Имаме доста интересни детали да споделиме, тоа ми е многу важно, посебно сакам со внимание и се надевам дека ова ќе го слушаат и следат професорите и родителите, затоа што тие се оние први кои треба да ги поддржат младите и спортот. Но сакам пред тоа малку јавноста и тебе лично подобро да те запознае, посебно оние што можеби не знаат за твојата позадина во спортот. Не е чудно што и сега си во овој свет, затоа што имаш спортска позадина, поранешна кошаркарка. Како беше твојата прва спојка, првото доаѓање во контакт со спортот? Леле, знаете како, Јана, кога ќе се навратам на моите почетоци, како јас се најдов во оваа приказна, наречена кошарка, тоа беше далечната 1998 година, каде што ми буди навистина едно големо задоволство, меѓутоа и насмевка на лицето, како јас ги започнав овие почетоци и како еден неформален настан практично го одбележа мојот пат до денеска овдека јас да бидам спортистка. Со моите другарки, нели, јас учев во основното училиште Кирил Печиновиќ во Кисела Вода, по завршување на часовите игравме надвор во училишниот двор и дојде еден тренер од соседното училиште кој што работеше во кошарката, препознавајќи она моја суета и физиономија. Јас навистина во тој период се одвојував од моите врснички, иако морам да напоменам дека не потекнувам од спортско семејство, моите родители никогаш не се занимавале со спорт, меѓутоа љубовта кон спортот, оние основни елементарни познавања ги стекнав преку мојот професор Перо во основното училиште и така неформално човекот ми понуди односно тренерот ми понуди да дојдам во неговиот клуб и да започнам да тренирам кошарка.
Интересно ми беше, онака предизвикувачки, затоа што ми посочи дека моите соученички од моето училиште, од поголемите оделенија, оние мангупки така наречени, тренираат во тој клуб и почувствував дека можеби е добро да бидам и дел од нив на овој начин, нели преку спортот и ете така природно започна моите почетоци со спортот, воедно со кошарката. По завршување на моето основно училиште се запиша во средното училиште за спорт Методија Митевски Брицо, потоа на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, долгогодишен професор, 18 години во средното економско училиште Васил Антевски Дрен, до спортски работник изминативе години на повеќе раководни функции. Јас можам со задоволство да кажам дека сум навистина креатор во политиката на спортот, особено во училишниот спорт, па еве и денеска како председател на една од најголемите, најмасовните федерации во Македонија, тоа е Федерацијата на училишен спорт. И тоа многу важна. Супер е оваа случка со кој што започнува разговорот, затоа што сега си на спротивната страна. Професор, некој кој треба да препознае, веќе во средно училиште некој што треба можеби да поддржи, да даде уште подобра насока, поддршка, така што си имала ли ти сега спротивни случаи, каде што некој можеби не сака да спортува, не се гледа во спортот, ама си имала шанса да го поттикнеш дека треба да размисли на темата и да го смени мислењето? Многу пати низ годините, особено како поранешен спортиста, нели сега професор во средно образование, знаете како кога станува збор за мотивација, особено на тинеџерите, навистина е премногу тешко затоа што нели самиот начин на денешно живење, технологијата, едноставно учениците или тинеџерите ги насочува по еднаков правец, па некако пробувам да бидам позитивен пример. Јас едноставно да им покажам дека се уште низ годините се занимавам со спортот, како спортот мене ме изгради како личност, кои се бенефитите кои што јас ги добив во спортот, не само нели како надпреварувач, како учесник, како играч, него и како личност која што понатаму ќе гради, ќе придонесува во ова општество, а еден ден ќе биде и мотиватор за идните генерации. Кои се можеби главните лекции или насоки што ти ги научи како кошаркарка на кошаркарскиот паркет, а се уште до ден денес важат и така како ги применуваш во секојдневието? Често пати јас кажувам дека спортот, воедно кошарката ме пронајде мене. Нели со моите оние почетоци кога го имав првиот контакт со кошарката, меѓутоа низ кошарката научив многу. Научив првенствено како личност да бидам силна, да се изборам со предизвиците, да знам да ја контролирам емоцијата, зашто за мене мислам дека емоцијата е најголем пријател и непријател на еден човек. Ме научи да бидам истрена, ме научи дека со труд, работа, дисциплина, дека нема нешто што не е возможно да се постигне или да се реализира. Меѓутоа и преку спортот ги стекнав моите најголеми пријателства. Значи јас ги запознав моите најдобри другарки со кои што денеска нели низ годините комуницирам, функционирам, живеам и се дружам, тоа се Кики и Мај, воедно сакам и да ги поздравам. Меѓутоа преку спортот ја стекнав личноста која што е денеска дел од мојот живот, како и приватно, така и професионално, мојот тренер Венцислав Рангелов, кој што е успешен спортски работник, кој што навистина долги години вложува во системот на спортот, особено на училишниот спорт, има огромно влијание врз изградба на мојата личност, токму на она што сум јас денеска. И мене ми е драго што денеска заедно соработуваме, градиме една успешна спортска училишна приказна од онаа страна, а тоа е Федерацијата на училишен спорт. Да, професор Венци го поздравуваме секако, беше гостин овде, затоа што со неговите кошаркари редовно се враќаат од надпреварувањата со медали. Може во оваа прилика да слушнеме уште малку за него? Тогаш зборуваше сам за себе и му беше тешко да објасни, нели, велеше самиот, мора учениците да кажат како сум јас човек и тренер, така да еве добра прилика, беше строг. За него можеме вистина премногу краток период да говориме каков лик е навистина Венци Рангелов, меѓутоа ете ќе се протудам на кратко да кажам дека е една прекрасна личност и секој што имал прилика да запознае во животот е благодарен што Венцислав Рангелов бил дел од неговиот живот. Не е строг, меѓутоа
знае да е чесен, да е праведен, добро, некогаш знаел и да не искара, меѓутоа сето тоа во делот на оној првенствено родителски аспект, а потоа како тренер. Да. Многу често, особено во професионалниот спорт, во оние најзвучните клубови, се водат тие дебати и полемики. Дали е подобро на раководните позиции да бидат луѓе кои што немале директна врска со спортот, не биле спортисти, туку биле дел од светот на бизнисот. Во тој аспект можат подобро да менаџираат, да речеме, со финансиите, со човечките ресурси и така натаму, или пак е подобро тоа да биде поранешен спортист затоа што знае како да се биде таму каде што се одвива надпреварувањата. Кое е твоето мислење? Мислиш ли дека луѓето што доаѓаат од спортот им е потешко или полесно, тогаш кога треба да бидат организатори на спортската сцена? Така, делумно ќе се согласам со тебе, Јана, значи и од едната и од другата страна, кога ги имале како пакет, нели, тие предности едни и други, мислам дека вистинската личност е секогаш на вистинското место. Меѓутоа, како спортист, кога доаѓаш на една раководна функција, како поранешен спортист, каде што луѓето те препознаваат, го поддржувале твојот успех, поголеми се очекувањата. Одговорноста е многу поголема и сепак треба да во себе да ги поседуваш и оние менаџерски способности, да бидеш на некој начин виртуоз, за да можеш сите зацртани цели во интерес на спортот, во таа раководна функција да ги изнесеш и да го задржиш вниманието и довербата која што ти ја дале. Меѓутоа, имаме многу примери низ годините каде што успешни спортисти не се снашле многу добро на одредени раководни позиции и биле големо разочарување за спортската фела, а од друга страна имаме позитивни примери, нели, каде што луѓе кои што можеби не биле директно вклучени низ годините во спортската фела, па добиле, нели, улога да бидат носители на одредени раководни позиции, па навистина успешно ја спроведувале таа цела зададена задача. Сега сето ова истото, само да додадеме дека ти си жена, нема да криеме, секако спортистките генерално се такви, убави, лични, здрави, авторитативни, борбени, самата кажа. Тоа ја отежнува улогата да се биде спортистка и жена во спортот, ја олеснува. Како изгледа реално твоето сегодневие? Како жена во спортот, нели, познавајќи се себе си, колку многу низ годините вложувам и во каква сфера буквално се наоѓам, навистина има моменти каде што тоа што сум жена ми помага да можам не на некој начин полесно да дојдам до одредена раководна функција, меѓутоа да ми отвори некоја врата која што може би да посилниот пол, така кажано, да ете во одредени моменти биде на некој начин предност од мојата страна. Меѓутоа, во светот на спортот, во кој што се уште, за жал, во нашава држава сметаат дека е резервирано место само за мажите, едноставно, ние како жени, носители на раководна функција, навистина треба многу повеќе да се потрудиме, многу повеќе да се покажуваме и докажуваме дека сме вредни, дека бараме подеднаква компетенција, без разлика дали станува збор за одредена раководна позиција во спортот или носител на некоја повисока функција. Како се справуваш со, да речеме, непријатни ситуации? Имаш сега бројни состаноци, бројни патувања, во комуникација си со многу луѓе. Дел од тие состаноци верувам дека си на некој начин боксување, каде што секој се бори да добие подобро и повеќе. Кога нема да завршат добро или кога некој ќе ги приеме на границите, како се постапува? Ова да биде и лекција за другите девојчиња и жени во пред секој состанок, пред секоја нели формална или неформална ситуација, јас едноставно правам разговор со самата себе. Кои се нели можностите и ситуациите со кои што можеби треба да се соочам, и тоа е веројатно искуството кое што низ годините го стекнувам, за да можам да, нели, денеска ги хендлам, жаргонски кажано, тие ситуации, тие состаноци. Мислам дека за сега успешно ми оди, меѓутоа првенствено треба да се верува во себе, да се навистина со преголемо искуство низ годините знаење, за да можете да се справите со тие одредени непријатни ситуации, особено кога доаѓаат од страна на посилниот пол, затоа што не чувствуваат некогаш како закана.
Знаете како? Затоа што жената е докажана и покажана низ општеството дека навистина може да се носи на високи раководни позиции, може да менаџира многу полесно во однос на мажите. Мислам дека ќе се согласиш со мене. Твојата улога на делегат на кошаркарски надпревари. Прво, дали некогаш имаше дилема, треба ли да го правам тоа или не треба, зашто во светот на спортот и надпреварувањата тоа знае да биде нели она најчувствителна тема, дали е се регуларно, дали е се по пропис, дали е се како што треба или имало некакви отстапувања. Каков е тој свет? Поидаков е, значи, ете, по мојата спортска нели кариера како кошаркарка имаше еден период каде што се повлеков нели приватно да се реализирам како мајка, имам 2 прекрасни деца и некако мојата прва љубов и спортот, особено кошарката е моја природна средина. Некако не можев да останам подалеку од неа. Иако долги години нели како професор во средно образование сум во контакт со спортот, меѓутоа имав потреба и чувствував потреба дека треба да се вратам во кошарката, но како спортски работник. Одлучив да се вратам како официјално лице на надпревар, како делегат на надпреварите во кошарка и започнав од она најмлада категорија, од М12 па до нели сите оние младински категории, потоа во нели оние селекции на втората лига, македонска првата лига, на крајот да бидам делегат во највисокиот ранг, особено да бидам една жена делегат во највисокијата надпреварувачка елитна конкуренција во мажите. И во месец февруари ја добив улогата да бидам делегат, прва жена делегат на еден куп надпревар, на едно големо финале во кошарка помеѓу екипите на Куманово и МЗТ Скопје од аеродром. На преголема за мене чест, обврска, но и одговорност, затоа што како делегат на еден официјален надпревар вие имате улога за регуларноста на надпреварот, односно да го организирате надпреварот и сите оние неопходни да, таму има протоколи, така, околности за се да биде... Ете, така, за кои што може да дадете зелено светло дека надпреварот може да започне. Да. Штом судиите добиваат зелено светло дека надпреварот може да започне, тогаш како делегат само треба да следите регуларноста на записничката маса, нели тука имаме официјални лица, судии кои што нели следат ја работат регуларноста на самиот надпревар и да го организирате надпреварот да нема грешка. Имало ли во овој контекст некои тешки надпревари за тебе лично? Каде што знаеле да излезат од контрола нештата, па да биде непријатно за сите, нели? Така, низ годините имало навистина непријатни ситуации, можеби тешки надпревари, но некако спортската јавност смета дека на оние големи надпревари се случуваат најголеми грешки. Но оние големи надпревари, верувајте дека буквално се е средено, се е под контрола и некако кога добивате таа улога, дали е финален надпревар или прва лига во кошарката мажи, некако е тоа и како награда за вложениот труд изминатите години многу полесно да се одработи еден надпревар. Проблемот доаѓа тие непријатни ситуации во младинските категории, каде што имате записничка маса на млади деца кои што се учат кошарката. Имате така тренерите кои што го печат занаетот, кои што се уште се млади, неискусни, амбициозни, ги имате децата кои што се директни учесници на надпреварот и тие не ги знаат правилата, нели прв пат се запознаваат со кошарката, дел од нив претпоставуваат дека и веруваат дека кошарката е само игра, не е надпревар. И меѓутоа, ете, со искуството и тие работи навистина на некој начин наоѓате како да ги организирате и да немате никаков проблем. За да се заврши надпревар се разбира успешно. Велат дека тогаш кога на човек му се случуваат убави работи и успеси, тогаш најдобро се гледа кои се пријателите, кои искрено ќе се израдува, кои ќе бидат тука за поддршка. Затоа што малку околу ова куп финале, прво да потсетам, беше атрактивно. Веројатно се покажа како една убава одлука да се одвива во Куманово, салата беше полна, и самите кошаркари гостуваа, па кажаа дека им било убаво чувството да играат таму. Откако сето тоа се заврши, конкретно за твојата улога, имаше повеќе поддршка, честитки, позитивни коментари или имаше повеќе, да речам, такви кои што можеби се погодени, па ќе прашаат зошто баш сега жена да ја добие таа шанса, па зошто баш Хелена да ја добие таа шанса?
Какво беше по завршувањето на секогаш има позитивни и негативни коментари, нели? Меѓутоа јас ги почитувам и негативните коментари и критики, оној пат кога се разбира издржани, кога ќе ме направи да бидам подобра и посилна, нели? Меѓутоа повеќето коментари беа позитивни. Тоа ми е дополнителен мотив, нели, со сите тие позитивни критики да продолжам да работам и дека сум на вистинскиот пат во она што го работам и дека го работам навистина добро. Добро, имаше такви кои изненадија позитивно, па да се јават, па да честитаат, да, имаше. Многу мина се изненадија, особено од фелата на спортот, нели, моите драги пријатели, јас сум навистина благодарна затоа што низ годиниве имам навистина добри пријатели кои што секогаш се со мене, се мојата најголема поддршка, веруваат во мене и веруваат дека ќе стигнам онаму каде што сум денеска и дури они веруваат повеќе од мене дека навистина дополнително можам уште повеќе. Сега за она можеби во моментов најодговорна улога што ја имаш, иако професорската е тука, не оди никаде. Меѓутоа со Федерацијата на училишен спорт неколку важни работи што ги кажав на старт. Прво сакам да прашам околу светското ракометно првенство. Како и зошто сме заслужиле ние да бидеме домакини и ќе биде ли тоа голем залак, затоа што ќе бидеме искрени. Сме имали некои негативни искуства каде што не сме се покажале баш како најдобри домакини. Останува одговорноста да пречекаме спортисти, да пречекаме деца и целиот нивен престој, целото искуство да биде убаво. Тоа подразбира пристигнување, функционирање во нашиот град, а потоа и самите надпревари каде што треба да има фер игра и да го сакаат спортот уште повеќе. Не плаши ли тоа или може да кажеме дека подготвени сме за се што не очекува како домакини на еден ваков настан? Се подготвуваме се уште, значи во подготовки сме. Како започна да биде Скопје домакин на едно вакво светско првенство за ракомет за средни училишта, значи под 18 години. Нашиот министар за спорт, господинот Борко Ристовски, беше дел од завршница на едно светско првенство во Златибор минатата година и како поранешен спортиста, ракометар, даде голема поддршка да Скопје, Македонија биде домакин на едно вакво светско првенство за прв пат од областа на училишниот спорт. Верувајте, од подпишување на договорот во минатата година во август месец, ние сме во континуирани подготовки. Минатата недела имавме инспекција од Светската федерација за училишен спорт, која нели беше присутна во градот Скопје, да ги провери сите оние планирани наставни активности кои што од наша страна ние треба да ги реализираме и мислам дека сме на добар пат. Добра оценка добивме? Па добивме добра оценка со мали забелешки кои што можеме да ги поправиме, значи, затоа што имаме време. Нели светското првенство ќе се реализира од 20 до 29 април. Дали ќе се употребуваат училишните сали или ќе се префрли сето тоа во нашите поголеми спортски објекти? Прво тоа. Каде ќе се надпреваруваат учениците? Надпреварите ќе се реализираат во 6 сали низ градот Скопје, значи дел ќе бидат училишни сали, дел ќе бидат оние поголеми официјални сали. Кога се организира едно светско првенство за средни училишта, учениците не добиваат само надпревар, добиваат дружење, учење на културите, прифаќање на различностите и оставање на едни спомени кои што ќе се разбира ќе траат вечно. Покрај надпреварите кои што ќе се организираат тие 9 дена во месец април, во Скопје ќе се организира и отварање, кое што го планираме, дај Боже да не постужи времето. Временските услови, Која е идејата? Идејата е да се организира на плоштадот наш во главниот град во Скопје, да сите 800 учесници од 24 држави продефилираат низ главниот град. Имаме настани кои што се денот на културата, да ги запознаеме или гостите со нашата култура, со сите познати знаменитости, да се одат со позитивни импресии. Денот на Ноќта на нациите, каде што секоја нација ќе се представи нели во вистинско светло. Ете така. И затварањето кое што верувам дека една од нашите екипи која што навистина се спрема интензивно овој период, ќе биде учесник на една завршница на едно големо финале. Ај види дали слушаш? Чекам. Тој е представник на новата генерација македонски музичари. Но, овој пат нема да зборуваме за битови, рими
и студио, овој пат менуваме терен. Од старт има стил што се препознава и оригинална енергија. Не може. Young Daddy е артист кој едноставно знае како треба да се привлече вниманието. Слушаш? Ајде прво поштовање, Дади. Поштовање. Па сме примим кај тебе умало. Фала на поканата. Што? Прво нешто што сакаме да те прашаме, дали си некој што го сака и што го почитува спортот? Па да, поише го почитувам. Не сум некој што активно следи спорт, ама дефинитивно го сакам спортот. Дали некогаш си бил активен спортист или повеќе наивач? Сум бил активен спортист од прво оделение до прва година средно. Имам тренирано баскет и имам тренирано ракомет. Да речеме дека поише сум играл ракомет него баскет, а баскет поише на улица сум играл, искам. А сега спортуваш ли макар рекреативно, што би се рекло? Сега искрено идам у теретана највеќе и трчам. Обожавам да трчам, некако тоа ми е можда омилен спорт, иако се важи скејт вака рекреативно. Паркур! Кој спорт кога го гледаш највеќе ти го крева адреналинот? Па мислам дека кошарка, искрено. Мојот спорт. Баш ти Баш благодарам. Компетитивно е некако, има нешто што те вади од колоса. Дали повеќе сакаш да гледаш спорт од дома, на телевизор, на кауч или во живо? Па искрено мислам дека уживо е едно друго чувство, некако ја осеќаш цела атмосфера на трибини. Не знам, пред некое време бев у Наполи, баш гледав утакмица, онака интересно беше дека игра Наполи, сите навијачи се околу тебе, некако друга атмосферата. На телевизија е некако поголем комфорт. Ајде. Кога би можел да бираш, да гледаш кој било натпревар во светот во живо, кој би бил тоа? Па мислам дека Супербол, искрено. Следното прашање би било за тоа. Доколку те повикаат на Супербол, или за тие што не знаат, тоа е полувреме, се случува шоу на полувреме, каде што викаат артисти на финалето на амерички фудбал. Ако те викнат таму, со која твоја песна би отворил? Па Вајда би отворил со Сара. Мислам дека некако најзабавно ќе биде. Исто така пееше дел од химната на македонскиот. Ќе го исечеме или ако не го исечеме, нека не ме ставаат таму кај што се. Исто така пееше дел од химната на младинскиот олимписки фестивал. Зошто го прифати тој предизвик и како ти се допаѓаше цело тоа искуство? Па мислам дека нема кој не би го прифатил тоа, некако има национална вредност и беше едно многу интересно искуство, искрено различно за мене. Стварно имаше безпрекорна организација, имаше луѓе од целиот свет, што спортисти кои има шанса да чујат нашиот глас, да не видат таму и се покажавме пред цела држава, така да некако многу интересно искуство и мислам дека стварно нема артист што би го одбил тоа. Уште еднаш? Да би бил во кожата на некој славен спортист, кој би бил тоа? Па Вајда Денис Родман ради стајлингот. Се согласувам, ја би го избил истиот. Да имаш шанса да дизајнираш на спортска линија дресови, опрема за светски клуб, па еве нека биде и наш клуб, кој клуб би било тоа? Искрено би дизајнирал највише за некој фудбалски клуб, пошто ми е најинтересен концептот на дресови и мислам дека има многу интересен стрит стайл во фудбалскиот свет. Така да можда искрено е дури за репрезентацијата на Бразил, пошто ми се некако најинтересни као ликови. Као бој. Тоа е тоа. Баш ти благодарам што не посети, што не прими во твое мало. А ние се гледаме следна недела. Thank you.
Сега и втората тема, а тоа се спортските игри за млади. Минатата седмица, прво тоа сакам да го споменеме, кога официјално станавме дел од ова надпреварување, некако сето тоа беше на едно високо ниво, затоа што во владата на Македонија допатува звучни спортски имиња. Беше во Скопје Желко Обрадовиќ, беше Веселин Вујовиќ, беше Предраг Мијатовиќ. Така, Славен Билич и така натаму, нема можеби да ги наброиме сите, но и доволно е. Прво, во која улога беа тие овде и на кој начин се дел од тој тип на меѓународно надпреварување? Минатата недела, да, како што кажа Јана, во Скопје се потпиша договорот, Македонија влезе во едно големо меѓународно семејство, односно децата во Македонија влегоа во едно големо меѓународно семејство наречено Спортски игри на млади. Спортистите кои што беа дојдени во Македонија, кои што се поддржувачи на овој проект наречен Спортски игри за млади, се амбасадори на самиот проект, го промовираат спортот, здрави животни навики, да ги мотивираат децата што повеќе да се вклучат. Станува збор навистина за еден исклучителен проект кој што во Македонија ги обедини институциите, ги обедини општествено одговорните компании, нас професорите, спортските работници, со една заедничка цел да им дадеме шанса подеднакво на сите деца од урбаните и руралните средини да имаат шанса да бидат дел од овие настани, без разлика дали се момчиња и девојчиња, а сето тоа да го добијат бесплатно. Тоа што значи, што ќе ни предстои во Македонија, значи генерално како се одвиваат нештата во секоја држава, интерно се одвиваат надпревари, за потоа најдобрите додат да речеме на еден финален настан. Ова чисто како костур на надпреварувањето. Меѓутоа, што нас сега ни предстои до тој финален настан? Во Македонија ќе имаме надпреварување во многу спортови. Активности нас ни предстојат следниот период. Значи ние веќе од петокот го потпишавме договорот, веќе од денеска започнавме со активности, со припрема, затоа што навистина станува за еден преголем сериозен проект. На цела територија на Македонија. На цела територија на Република Македонија. Упатувам јавна благодарност до владата и до премиерот Христијан Мицковски, кој што навистина верува во спортот, особено во училишниот спорт и негов најголем поддржувач и мислам дека сме на добар пат и овој проект да го реализираме во целост. Во Македонија ќе се реализираат буквално во секоја општина надпревари во 10 дисциплини, значи ќе се организираат надпревари во кошарка, во фудбал, во пинг-понг, во атлетика, во тенис, во атлетика на 60 метри, ќе се организира народна она интересна игра кога сме биле ние мали кога сме играле, меѓутоа дел од активностите затоа што нели дел од спортовите се премногу атрактивни за нашите млади ученици, ќе се организираат и во самите училишта надпреварите, а потоа победникот од училиштата ќе оди на општинските надпревари, потоа на меѓуопштинските надпревари, на зонските надпревари, на регионалните надпревари и сите победници на регионалните надпревари по наша проценка се околу 800 ќе бидат на една завршница на државно првенство кое што ќе се организира во нашата држава Македонија во месец јуни, а во месец август најдобрите 204 учесници од индивидуалните и колективните спортови бесплатно ќе имаат привилегија да бидат на онаа завршница во Хрватска, во Сплит, на меѓународниот надпревар на спортски игри на млади. Дали тоа значи дека уште сега знаеме кој се ќе учествува или има некаков период на пријавување, дали за некого е задолжително или таму ќе дојдат само оние кои што ќе сакаат и ќе пријават своји екипи или учесници? Претпоставам дека тука треба малку поактивно и самите наставници, професори да се вклучат, да дадат поттик. Така, наставниците се клучни во овој момент. Федерација на училишен спорт навистина има разработена мрежа на професори поделена по региони, по општини каде што сега ќе се јавен повик ќе постои да вклучување на сите наставници да ги вклучат практично децата затоа што низ овие настани ќе се организираат инклузивни настани каде што секое дете ќе се стекне со навики, со позитивни навики, фер плей, дружење, толеранција, трпеливост и секој дете заслужува да биде дел од овој настан, а преку поддршката на професорите заедно во комуникација и корелација со Федерација на училишен спорт да тој јавен повик го реализираме навистина на она ниво на кое што ние очекуваме дека ќе биде организирано и потоа кон крајот на месец март да започнат надпреварите. Која е всушност според вас најважната улога која што вашиот тој тим во федерацијата ја има и сака да ја постигне? Сметаш лично дека е поважно да имаме масовност, што повеќе деца да бидат вклучени, па од нив потоа да се прави селекција
во нашите најдобри спортисти, или пак потребно ни е да го подигнеме квалитетот и на часовите по физичка култура и на сите тие тренинзи кои што се одвиваат на училишно ниво. Во што сме подобри, во што треба да бидеме подобри? Некаде каскаме, некаде сме подобри. Меѓутоа, кога станува збор за да бидеме подобри или за да Федерација на училишен спорт практично дали треба да биде подобра во односење на успеси, на резултати или во базата, ќе се согласите со мене дека неопходна е базата. Значи, што поголема база имаме, толку имаме поголема шанса да извадиме добри спортисти, меѓутоа и здрави луѓе кои што ќе бидат столбот на ова општество во иднина. Многу фактори влијаат, затоа што првенствено треба да ги вреднуваме професорите, затоа што професорите во физичкото образование во училиштето, они се првата алка или првата комуникација на децата со спортот. Треба да им дадеме посебно место на пиедесталот, треба да ги вреднуваме, треба да ги валоризираме, треба да им дадеме дополнителна едукација на нив, да имаат комуникација со националните федерации, да бидат мостот на спортистите со националните федерации. А од друга страна, мислам дека она што недостасува кај младите спортисти е нивната видливост, вреднувањето. Ке се согласиш со мене затоа што многу малку медиумско внимание добиваат и некако децата не знаат дали се на вистинскиот пат и дали го прават она вистинското за да бидат успешни понатаму во животот. Мојата мисија дека ќе се залагам изминатиот, нели овој мој мандат од 4 години да и професорите го добијат на место каде што заслужуваат да бидат, но и зголемена видливост на учениците од вашата страна, за да ги мотивираме дека да продолжат да работат, дека она што го работат е добро, дека спортот не е само професионалниот спорт, нели кој што денеска може да го достигнат или е привилегија само за најдобрите, него преку спортот они се градат во вистински личности кои што, ќе повторам, ќе бидат столбот на ова општество во иднина. Оваа дискусија ќе финишираме се надевам еден искрен одговор во контекст на статусот на професорите. Знаело ли никогаш многу да те нервира? Кога гледаш дека некои ученици свесно сакаат да ескивираат од часот по физичко, па ги мрзи да носат опрема, да вежбаат, па бараат, нели да добијат, да речеме, слободно, денес не сакам да вежбам. Освен тоа, родители кои што знаат да кажат на моето дете само малку му недостасува за одличен успех и просек, тоа веројатно физичко е најлесно да го коригира. Има ли многу такви ситуации, како се справуваш? Имало најразлични ситуации, пробуваме никогаш да се справиме на позитивен начин, одnosno секогаш пробуваме ние професорите да се снајдеме на позитивен начин, но секакви деца постојат, деца кои што со нетрпение го очекуваат часот по спорт и едноставно со сила можеме да ги извадиме надвор од сала, а имаме ученици кои што кога ќе дојде часот по спорт, буквално наоѓаат најразлични изговори само за да не реализираат онаа зададена задача или пак да не вежбаат. Има и такви кои што сметаат дека предметот не е важен, нели, дека оценката сама по себе треба да биде 5, дека не треба да се вложат. Некако јас имам поинаков начин на функционирање, на методика на работа со учениците, дека првенствено и најважно е да бидат секогаш во опрема, да го почитуваат предметот, да имаат навика да носат опрема, да вежбаат и дека оценката сама по себе ќе се дојде, никогаш не треба да имаат да бараат ургенции кај мене, затоа што секогаш сум отворена за соработка и комуникација. Меѓутоа ќе напоменам повторно дека секогаш треба и барам да вежбаат и да носат опрема. Дисциплин, значи типично дисциплината да гради како личност, не само во спортот и нека понатаму во животот, она што низ разговорот во оваа емисија го дискутиравме, дека преку спортот ги градиме оние животни вештини кои што понатаму ќе ни помогнат во животот да бидеме подобри личности. Бидејќи некако не можеше да се совпадне по добар и соодветен датум на кој што Елена е моја гостинка, а ги опфативме, мислам, голем дел од темите за твојата кариера и се она што е дел од твојата личност како жена. Само уште за крај ќе прашам оној дел поврзан со мајчинството. Дома владеат дисциплина и спортски правила, децата спортуваат или ќе спортуваат, ќе бидат поддржани ако решат исто како и тебе да бидат дел од светот на спортот до таа мера. Апсолутно владеат, никогаш знаат да кажат дека сум и премногу строга кон нив. Меѓутоа,
животот не е розев и некако не треба да ги галиме децата и да, нели, до овој момент да едноставно мислат дека со леснота ќе ги добијат сите работи во животот. Јас ги учам спортски, дека животот е еден надпревар и дека треба да бидат спортисти, да знаат да го хендлат за да биде полесно понатаму за нив. Да, мојата ќерка е кошаркарка, нели, како на мајка, како мајка, веројатно, значи љубовта кон кошарката ја добива преку мене. Мојот син е музичар, значи има 11 години, едноставно физички е активен, меѓутоа не ќе да се приклучи кон ни еден спорт, кај нас владее демократија, едноставно нема ни потреба, но задолжително мора да бидат физички активни. Да, значи добро здравје и добра форма. Токму така. А музика никогаш не е на одмет. Благодарам многу пред се за искрениот разговор, за сите искрени одговори што денеска ми ги даде. Ќе посакам сите овие спортски настани што предстојат да поминат успешно и најважно од се да ни донесат во иднина пред се здрави млади личности, а потоа дај Боже и успешни спортисти кои потоа ќе бидат наши амбасадори, наши репрезентативци, тие се нели нашата иднина. Благодарам и на поканата. Јас воедно користам приликата и вас како медиум да ве поканам на престојните два големи проекта кои што следуваат кај нас во Македонија. Првиот е светското првенство од 20 до 29 април за ракометари под 18 години, а потоа сите оние денови на спортот кои што низ 18 локации на ниво на целата држава во сите општини ќе ги организираме, па ете така некако да ги поддржиме младите покрај професорите и младите ученици, идните спортисти, дека она што го прават во моментот е навистина добро и дека се на вистинскиот пат да бидат уште поуспешни. Да, дека не погрешиле што одбрале спорт. За крај, ова е едно мало внимание од нас и се разбира нашите пријатели од Државна лотарија, така што ако се покаже среќата дека е во твои раце, ќе споделиш со нас. Дај Боже да биде така. Благодарам на подарокот. Државна лотарија верувам дека ќе биде како општествено одговорна компанија, ќе биде голем поддржувач на престојното светско првенство кое што ќе се организира во Македонија и со задоволство ќе ја споделам. Да, ако има некоја добра среќа, информацијата, да. Јас верувам дека имам среќа, доколку имам среќа и на овој начин, со задоволство ќе ја споделам. Благодарам. Благодарам многу. Тоа беше Елена Мицковска. Посакувам и се надевам дека уживавте во овој разговор. Се разбира, телевизија Телма и нашата спортска редакција останува и во информативните изданија да ги следи сите овие спортски настани од кои што ќе бидат дел младите и учениците во Македонија. Вие следете нашата програма и следете Fair Play за точно 7 дена. До тогаш се најдобро.